Здраво, ова е 327-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Eureka од Лисандро Алонсо, во кој станува збор за омнибус составен од три приказни, кои на еден или на друг начин представуваат гледишта на Америка кој ги впрегнува режисерот Алонсо. Имено во првиот сегмент гледаме вестерн филм во кој ликот на Виго Мортенсен е во потрага по неговата ќерка, во вториот сведочиме на колоквијалностите од животот на една жена полицаец од резерватот во Северна Америка, а последниот сегмент е најезотеричен и го наблюдуваме животот на домородците во Латинска Америка, кои си ги прераскажуваат со ништата пред протагонистот да замине да копа по злато, а каде има злато, таму има алчност и љубомора, така што добиваме три различни прикази на домородното население во снимените сегменти. Кога сум омнибуси во прашање, секогаш посочувам дека не може сите сегменти подеднакво да ви се допаднат, затоа што се шаренолики, па дури и кога се работени од ист режисер, како во овој случај, естетски се двојат трите винјети и секогаш некој сегмент ќе биде помалку впечатлив за аудиториумот. Во прашање се сегменти кои опонираат еден на друг, првично по обликувањето на ахроматизмот и колоритот, потоа дидескалиите на пределот на Дивиот Запад, снежните резервати и амазонските шуми. Премените не ми се делотворни, најпрво излезот од вестерн филмот, а потоа и прелетувањето на штркот, иницирано од песната на дедото на јужните краишта, за да ја понесе со себе новата приказка. Една од клучните нишки кои се растегнати во сите приказни е симптоматичниот однос меѓу родителите и децата, каде во вестерн сегментот Мортенсен, кој си ја бара ќерката, добива добронамерен совет да остане таткото невидлив. Во домородното американско население проблематичен е односот на мајките со ќерките, а во третиот сегмент се говори за татко кој бил одвоен на своите чеда, така што во сите има некаква дистанца помеѓу едно колено. Филмот има за цел да отвори теми за дискусија, како што е прашањето колку веродостоен приказ за домородното население се вестерн филмовите всушност, потоа справувањето со зависностите во резерватот, како и изголемениот број на самоубиства во земјата по снежна прекривка, семејното насилство, сиромаштијата, правејќи вивисекција на заедницата и обелоденувајќи проблеми за кои никој не сака да разговара. Доволен е еден кадар каде лименка Пепси се фрла во проточната река за да се даде мнение за капиталистичката колонизација, а радиопренос говори за бразилската инфлација во 1973 година, како и премен од племенската заедница во капитализам со бегство од комуната кај златарите. Лисандро не се плаши да ги помеша професионалните актери со натуршчици и на тој начин да си поигра со замислите за категоризациите на дојденците и мештаните, детерминирајќи ги протагонистите кои се неподобни во нивното обкружување, кое ги фрустрира и агитира да донесат брзоплети одлуки на нивна штета. Да би ја имале таа можност, овие ликови би исчезнале еднаш за секогаш. Ако првиот сегмент се надоврзува на црно-белите вестерн филмови од Stagecoach до Dead Man, вториот сегмент поради непосредноста на локацијата во Јужната Кота под снег, се доближува до последната сезона на True Detective, односно филмот Фарго. А последниот сегмент, во Дождовната шума, е најсимволичен и најблизок до делата на Пичат Понгвера Сета Кул, со задолжително крстарење со чамец по латиноамериканските води, не бари се теченија со кои се преминува во подземјето, но во сите сегменти пролонгирањето на кадарот асоцира на документарен идиом во кој ги наблюдуваме ликовите во природната средина. Епилогот е фантазмагоричен, токму тоа што му е потребно на еден ваков херметичен филм да биде катарзично екзалтирањето на самата заумна метаморфоза, до која сте поминале 2,5 часа со Алонсо, па не е никаков проблем верувањето во магичниот реализам со кој го окрунисува делото. Наменска компонирана музика нема во овој филм и не треба да очекуваме кога е во прашање дело на Лисандро, затоа што неговиот документаристички стил на обсервирање само допушта диегетска музика од локација, доколку има потреба за тоа се разбира, а во останатиот дел од филмот преовладува нагласениот дизајн на звук, каде предимчат звуците на природата. Затоа има племенски ритам врз одјавната шпица.
Со оглед на тоа што филмот е снимен на 3 континенти, мојата претпоставка е дека директор на фотографија на Каурисмаки Тимо Салминен, кој беше минатата година во Битола, го започнал снимањето на вестерна во Шпанија и кога се преселиле во Америките настанале компликации со снимањето со домородното население, па да ми беше дозволено да го интервјуирам, ќе знаевме од прва рака зашто е надополнета работата од ангажирањето на Маура Херсе, односно снимателот на одличниот Fire Will Come, па тој одговор барајте го од човекот кој инсистираше јас да не го интервјуирам Тимо. Директорите на фотографија снимаат на ригиден аспект, но на 16 мм филмска лента, која прекрасно изгледа и за анахрониот вестерен филм, но и одлично го доловува колоритот во природата на долгите кадри. Монтажерот на Хауха, Гонзало Дел Вал, е виновникот зашто треба да вложиме непотребни 2,5 часа во гледањето на филмот, кој се разбира дека ќе остане кохезивен и во редуцирана форма, но Лисандро бара одмерен спор ритм, користејќи двојни експозиции и дисолв во транзициите, особено во последниот поетичен сегмент, кој несомнено е стожер на слоу синема. Аргентинскиот режисер Лисандро Алонсо за прв пат е застапен во видеологија и за него треба да знаете дека карактеристично изразно средство во сите негови филмови се токму начинот на кадрирање на пейзажите и ликовите кои се обидуваат да преживеат во нескротливата дивина, но секогаш низ призмата на колизијата на дојденците и домородците. Првиот краток филм од него кој сум го погледнал датира од 1995 година и гласи Досемла Вереда, каде двајца момци денгуварат во 1-4 минутен кадар низ филмска лента, додека слушаат Хендрикс на аудиокасета и пијат алкохол, за камерата да ги улови во кадар и да ги напушти. 2000-тите се најплодната деценија во неговата кариера, започнувајќи ги со долгометражното деби Ла Либертад, филм во кој го обсервираме секојдневието на еден дрвар, од задоволување на основните човечки потреби до совладување на дрвото со редуциран говор, кој се најде на селекцијата Uncertain Regard на Канскиот филмски фестивал. 3 години подоцна го снима Лос Муертос за мажот кој е ослободен од затвор во потрага по својата ќерка која живее длабоко во дивината, до која не се доаѓа толку лесно во неговото патешествие и пловидба дотаму, награден во Торино и Карлови Вари, прикажан на Кански, филм кој дополнително го потврдува поривот на режисерот за правење на мизансцен од нескротливата прашума. Во 2006 година портретира уште еден самотник, овој пат посетител на киносалата во Фантазма, каде преку филмот треба да се соочи со демоните кои го демнат од минатото. До крајот на декадата го снима и Долгиот Ливерпул, во кој еден морнар се враќа во родниот дом, откако цел живот го поминал крстарејќи, кој беше прикажан на Кански, и краткото документирање Буфови во Лечуза. Во десеттите снима само 2 филма, краткото навраќање на местноста каде го снимал Либертад во Син Титуло, Карта пара Сера, и првата долгометражна соработка со Виго Мортенсен во Хауха од 2014 година, каде исто така глуми татко кој со својата ќерка седанци кои патуваат низ непознат предел со надеж дека ќе ја најдат ветената земја, трагајќи по својата исчезната ќерка во пустелијата, што може да се каже дека е предложка која е екранизирана во вестерн фазон во првата приказна на Еурека, иако естетски се комплетно различни филмови, и преку овој филм за прв пат освои награда на Кански во Uncertain Regard од Фипресци. Така што Алонсо цел негов живот кадрира талкачи, патници, поранешни мештани, сегашни туѓинци, повратници во согореното домашно огниште, кои се соочуваат со непозната грандиозност на дивината, дезориентирајќи се и губејќи секаков однос со својот идентитет во медитативните филмови. Доколку барате вртоглава акција и животопроменувачко действие, сте го згрешиле филмот, но иако ја почитувам одлуката спојните елипси меѓу сегментите да бидат на прва топка, верувам дека многу гледачи нема да најдат доволна емулзија помеѓу фрагментираното дело, особено обединувачкиот фактор на скоковите во време и простор. Можам само да го обвинам за невпечатливото действие и неуспешното врзување на протагонистите со постапки кои ќе им ги променат животите, дотолку што би оставиле впечаток кај гледачот, но таков си е Лисандро наш, сликар со боите на природата. Филмот имаше премиера на минатогодишниот Кански филмски фестивал, а потоа се прикажа во Рекјавик, Минхен, Њујорк, Виена, Солун, Мар дел Плата, Гетеборг, Сан Франциско, Гижон,
но не успеа да ги задоволи жири комисиите за да биде награден на овие фестивали со исклучок на чилианските колеги критичари, но таа дистанца се должи на херметичноста на творбата, која не се обидува да биде допадлива на фестивалските трендови и текови, туку да биде доследна на фасцинациите на Алонсо и неговиот утврден израз кој не е посечив вкус. Омнибус содействие кое го краси бавност во елиптична поврзаност на фрагментираните скокови во простор и време помеѓу перспективата на Америките, низ визирот на вестерн филмот и домородното население во Северна и Латинска Америка, предводен од талкачен из животот, на кој несовладливата природа им има проголтано дел од постоењето, што ќе ги остави нецеловити. Ако морам да го евалуирам, тогаш Еурека од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 327-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!